Почитувани гледачи, продолжуваме со содржините на Дневна соба. Гостин во оваа Дневна соба ни е Цонева Лазаревска Наташа. Наташа сите ја знаеме, таа ни доаѓа од Основното училиште Никола Вапцаров, таму ни е библиотекарка, но Наташа работи и активности надвор од оние што и се по закон зададени во библиотеката во Основното училиште Никола Вапцаров. Работевте и на еден конкурс од Министерството за образование и наука, ако не се лажам, за кое што учениците кои што учествуваа во краткиот документарен филм добивте и награда. За што станува збор и за каков филм станува збор? Конкурсот од страна на Фондација на евреите на Македонија беше распишан пред еден месец и тоа конкурсот беше за ликовни содржини, литературни и дигитални содржини. Нашето училиште Никола Вапцаров взе да учество на трите видови изрази и успеавме, еве, како филм дигитални содржини да земеме награда во Скопје. Пишуваа Елена Крцева, Величе Митева и имаа многу успешни текстови. Прво што ме праша, ако ги собрав децата, кој е заинтересиран, од 7 до 9 беше конкурсот. Често имаше интереси од 6 одделение, меѓутоа беше нагласено дека од 7 до 9 одделение учествуваат на конкурсот, затоа им реков до година да се подготват и тие, за да земат учество. И децата прво што ме прашаа што е тоа Холокауст. Им го објаснив како период Втората светска војна и посебно им дадов значење на евреите како избран народ од Библијата, библискиот Господ избран народ, затоа што има многу читано за нив и им дадов материјал да се подготват, затоа што на YouTube може да видат секакви снимки, бидејќи тоа бил навистина грозоморен момент во историјата на човештвото. Им дадов подготвен материјал од кој што може да се инспирираат и јас овде им објаснив со раце, мавајки за периодот, за војната, дека не е војната играчка, дека војната е еден суров момент. И тие почнаа со работа, го работеа тоа долго време. Така, најважно од се може би да ја почувствуваат приказната. Така, да ја почувствуваат приказната. Да ја пренесат преку филмот. Литературните конкурси, едниот беше баш историски есеј, другиот беше со длабока анализа и навлегување во однос на експериментите вршени на луѓе, на близнаците, на разделување на сијамските близнаци, повторно создавање нивно, значи на тие грозоморни преку пример на детенце, се викаше Сенка на Елена Крцева, многу убав есеј беше. А дигиталните содржини пуштивме 3 филма и тоа сосема различни еден од друг. Едниот беше документарец, сличен таков победи на нивниот конкурс. Еден беше со уметничка вредност од Ангел Спасов, документарецот беше од Васил Рендевски. Ангел Спасов направи филм со уметничка вредност, Не пукај. И третиот филм што победи на Виолета Крстевска, Анастасија Копачева, Драгица Василева, Ива Танчева, Снежана Лазаревска и уште многу деца кои беа вклучени во филмот и многу родители. Морам да им заблагодарам и на родителите, затоа што нивниот и најмногу беше барано од нив, бидејќи тие глумеа буквално во филмот и ги имаа улогите на Сара, Миријам од текстот Кога цутеа бадемите на Бистрица Меркуловска од 6 одделение, а тие се веќе 8, имаме само една 6 одделенка меѓу нив. И текстот го читаа, го прочитаа, го доловија амбиентот на текстот и по нивна иницијатива родителите мораа 3-4 пати да ги носат, да се забавуваат, да го снимат текстот на Царевите кули и да го одглумат тој момент кога Сара и Миријам копнеат по храна. Сега во ова изобилие да се замисли еден таков, тие се наежија буквално од тој момент, значи сиромаштија, бегање од една сурова реалност и дури им беше дадена во боја како фантазија, лазаринки беа тогаш кога го снимаа тој дел, фантазираа како пијат чајче, како јадат колачиња, како нема војна. И одеднаш тие се одведени во логори и таму сурово убиени.
Така, ги спомнувате Царевите кули, документариот филм е целосно снимен таму, на таа локација? Не е целосно снимен таму, снимен е на повеќе локации, снимен е во родното село на едно од девојчињата, снимен е на Царевите кули, едитиране кај мене дома, заедно со нив. Ова слика, ова, нели, овде ќе ставиме вака, овде онака, значи тоа е едно ново искуство за дечињата. Јас сум работела на такви сценарија, на режирање на филм, меѓутоа нивно искуство беше прво и јас пред да се доделува наградата на 18 овој месец по повод Денот на музеите, пак бев во Скопје на доделување на друга награда и ми дојде многу, меѓутоа по нивна иницијатива неколку од нив прв пат освојуваат награда во животот. Так. И тие ми беа мотив да им се заблагодарам прво на општина Струмица што овозможија превозот дотаму. Тие беа мотив и цел на моето инсистирање да одам повторно таму и на доделувањето на наградата, бидејќи тоа се моменти кои ги инспирираат дечињата и ги мотивираат за утре други ден повторно да направат нешто и да видат да го добијат тој надпреварувачки дух, бидејќи јас викам се, нели, тој надпреварувачки дух да се потикне во себе и да се работи на проблематиката што е дадена. Така, краткометражен е филмот, но меѓутоа останува посоката без разлика, иако сте училиште, да може токму од тргнувајќи од Никола Вапцаров да се поттикнат и другите училишта да работат на ова поле, па можеби еден ден ќе се создаде и документарен филм кој што повторно ќе видат учениците главните ликови. Што е она кое што го испративте како порака? Го испративте токму на овие луѓе, бидејќи од нив е конкурсот од фондацијата во соработка со Министерството за образование, а клучните фактори практично бевте вие и децата. Така. Пораката беше и до моите ученици, и до публиката што го гледа филмот, и до самите евреи како нација. Ние сме една општина што промовира меѓуетнички вредности. Ова беше момент плюс да види цела Македонија дека ние промовираме меѓуетнички вредности меѓу нас со соработка и така натаму. Прво, до дечињата. Мене ми се предизвик деца кои навидум се невидливи во училиштето, знаете. Јас секогаш викам, секој има талент за нешто. И посебно ми се предизвик оние дечиња кои не го пронашле својот талент, кои го знаат, ама им е срам да го искажат. Така. Дали се грешка, премногу самокритични, без самодоверба или така натаму. Значи, дечињата што го снимаа филмот се прекрасни, срамежливи, културни, воспитани, прекрасни деца. И ги следев долго време какви видеа поучни од аспект на фрлање на отпадок, на другарство меѓу себе, како снимаат и какви всушност стануваат тие пред камера, стануваат едни и други личности. Така. Го имаат тој талент и имаат голема желба за глума. И глумата кај мене во библиотеката, јас го кажувам, е еден вид на поистоветување со луѓе кои сакаме да бидеме или кои сакаме да ги промениме. Ова е лично децата, на пример, се променија, ја потикнаа својот талент и тие се предизвик и другите тоа да го направат. Зашто лесно е да работиш со талентирани деца. Го имаш готов продукт. А овие дечиња кои го кријат својот талент, така, на вистина е предизвик да се видат и тие еднаш, нели, и да добијат награда, што ми е многу големо задоволство. Пораката до нив е до сите деца. Значи, треба да се срамиме, секогаш го викам тоа, кога крадеме, убиваме, лажеме, правиме некои деликвентни работи, не треба да се срамиме од талентот, од тоа што сме, од тоа што го работиме, па макар и да изгледа дека штрчиме малку од другите, значи не треба да се срамиме доколку не наштетуваме на некој. Пораката до цела една нација е овој момент, Холокаустот како момент, беше прилика да укажам на децата, бидејќи многу развиено меѓу нив слободното време го користат интернет игрички и тоа, војни, убивања,
со таков вокабулар се служат. Ова ми беше момент да доловам дека реалноста и не е иста како играта, дека војната е всушност не е игра. Тоа е еден суров момент на страдање, на болка и навистина сите се наеживме и од документарецот што победи, што го гледавме во Скопје, што ја опфати Ана Франк и цел еден тек на настаните, но музеот беше прекрасен, децата го доловија тој амбиент уште и веќе се подготвуваме за до година каков филм ќе снимаме. Наставнички, тоа може да го фатиме, наставнички, тоа што го видоа дека всушност и биле далеку, се уште далеку од вистината. Имаше машина, таму беше машината што испуштала газ во коморите каде што биле илјадници луѓе, жени одвојувани од деца, од мажи. Значи тоа е една страшна слика. Таму беа униформите од затворениците. Таму беа буквално оружјата, бомбите и пушките во висеа, беа локомотивите донесени со кои се вршел фактички, се носени евреите, се транспортирале во Треблинка. Значи, навистина една и од создавањето од евреите како избран народ, од Мојсеј, од Давид овото време, до создавањето на израелската држава, сите тие моменти беа електронски прикажани и ние го имавме, мене ме воодушеви навистина многу и музеот и пораката од филмовите, мислам, секој може да ја разбере кога ќе го погледне филмот. Така, навистина тешка тема која што и самата рековте треба да се долови низ очите на дечињата кои што и всушност и не ја разбираат проблематиката, не ја разбираат војната, не го разбираат суровиот момент на животот низ кој поминале овие луѓе, но едно големо браво и за вас и на сите учесници на документарниот филм. Навистина повторно ќе повторам по неколку пати дека навистина е темата тешка за работа, но сепак успеавте не само да ја доловите, да го доловите Холокаустот, туку и да создадете филм кој што секако останува во историјата, не само за вас како ментори за дечињата, туку всушност и за училиштето, и за општината, па и за државата. Ви благодарам многу што одвоивте време. Ви посакувам успешни проекти и понатаму, успешни документарни и секако долгометражен документарен со кој што ќе имаме повторно можност да се видиме. Ви благодарам и на вас за поканата и што ми дадовте прилика да ги спомнам моите соработници, односно дечињето од Никола Вапцаров. Ти благодарам уште еднаш, а еве пред да се одјавиме, овде кај ќе го погледнеме и филмот кој што децата го работеа, зборувавме за токму за него. Во продолжение и филмот кој што децата од Никола Вапцаров го изработија и секако добија награда.